со нас денеска господинот Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Добро утро. Добро утро. Благодарам што денеска сте со нас, го започнувате денот заедно со нас. Денеска и еве може и така да започнеме поводот за гостувањето. Всушност ќе зборуваме на повеќе теми, но поводот за гостувањето беше тоа што денеска се навршува 1 година од трагедијата во Пулс. И ќе ве прашам директно, господин Ангелов, што научија институциите за оваа година? Најпрво, на сите они кои што ги изгубија своите најблиски, да изразам најдлабоко сочувство, на повредените да и посакам што побрзо закрепнување на они кои што се уште немаат целосно закрепнато. Ваква трагедија е невидена на овие простори, но невидена и во светски рамки, бидејќи на овој ден, минатата година, сите релевантни светски медиуми известуваат за ужасната трагедија која што се случи во Кочани, во која што животот го загубија вкупно 63 лица. Во моментот кога се случи пожарот, тоа е некаде околу 2:30 часот после полнок, го добив еден од првите повици, односно една вознемирена мајка пријави на бројот 112. Имаме вкупно 4 повици веднаш потоа на бројот 112, пошто е известена полицијата, но и противпожарните единици. Од страна на институциите постапено брзо, односно кочанските пожарникари веднаш излегле на лице место. Она смена која што била на работа, за да знаат граѓаните, се работи за неколку лица кои што дежураат. Веднаш потоа се повикани останатите пожарникари кои што биле дома, но бргу дошле, за што посебно сум благодарен, бидејќи спречиле, односно успеале да го изгаснат пожарот, иако веќе би рекол било доцна за многумина, но можело да биде уште полошо. Екипите на брзата помош, односно екипата на брза помош, но потоа веднаш и соседните градови, откако ја добив информацијата, на брзина се спремив и тргнав кон Кочани. Веднаш го известив градоначалникот на Кочани, тогашниот градоначалник на Кочани, кој што со неверување слушаше и веднаш замина на лице место. Ми се јави можеби 10-15 минути подоцна додека јас се движев кон Кочани. Беше во бунило, во полуплаш, зборуваше страшно, не можеше точно да ми каже што се случува. Само ми кажа дека има многу загинати, дека има многу повредени, но тоа е моментот кога ни приближно не се очекуваше таква бројка, толку загинати луѓе. Но малку подолго зборам овој момент за да укажам што направиле институциите. Ова е всушност одговор на вашето прашање. Набрзо потоа и јас пристигнав, но дадов наредба на вработените во секторот за операции и координација на ЦУК итно да ги известат сите соседни итни медицински екипи да се упатат кон Кочани. Исто така побарав дополнителна помош од пожарникари, иако во меѓувреме немаше потреба, бидејќи кочанските пожарникари, не ме држите за збор, со уште една екипа која што дошла при самиот крај, веќе успеале да го совладат пожарот. Овде ќе го истакнам и учеството на доброволното противпожарно друштво од Кочани. Но исто така побарав дежурните да ги известат болниците дека ќе следи прилив на поголем број на пациенти. Бидејќи очекувавме поголема бројка на повредени и верував дека има повеќе од 20-30 повредени. Во тие први моменти никој не очекуваше ваков ужас, иако и ужас и 20 луѓе да бидат повредени. Но кога веќе пристигнав кај дискотеката, се уште чадеше градоначалникот, кој што сега мислам дека е во куќен притвор, беше целиот престрашен, беше вознемирен, полурасплакан, силно емотивен, бидејќи беше таму на местото на трагедијата. Не можеше да ми одговори на прашањето колку има приближно загинати, бидејќи во тој момент беше неблагородно да се кажува колку има загинати, бидејќи само доктор може да утврди смрт на лице. За жал, само бројката растеше. Но тогаш побарав од него да се јави на директорката, тогашната директорка на болницата, која што даде првата бројка, мислам дека беше повеќе од 40 најверојатно починати лица. Тоа беше страшно. Набрзо потоа на лице место пристигна министерот Панче Тошковски, а веднаш потоа стигна и премиерот Мицкоски на лице место.
и од аспект на институции оно што можевме да го преземеме, како што впрочем ми кажа премиерот пред неколку дена, беше преземено се со оглед на ресурсите кои што ги имаме. Но... Добро, за жал, во оваа трагедија се видоа и сите недостатоци. Една година потоа, што направија институциите во делот на извлекување поука? Јас ќе одговорам малку поинаку. Не можат институциите да инспектираат онолку објекти колку што има во државата. Ни случајно, ние имаме десетици илјади објекти кои што според закон треба да бидат да подлежат на инспекции, на различни инспекции. Јас сепак верувам во граѓаните, верувам во сите македонски граѓани, но верувам и во собствениците на угостителски објекти, не само на дискотеки, ресторани, каде што се готви храна, кафе, барови, игротеки, спортски терени и сите оние објекти каде што имаме поголема фреквенција на луѓе. Тие самите најпрво треба да се погрижат, бидејќи ако ви кажам дека во Скопје има најмалку 1000 објекти од кои што извршат угостителска или слична дејност, каде што се собира поголема група на луѓе, каде што постои латентна опасност од пожар. Сакате да кажете дека по една година совеста на работењето треба да биде и тоа како? На драстично повисоко ниво. Треба самите собственици, секаде онаму каде што се собират луѓе, особено онаму каде што постои ризик од појава на пожар, а и затоа не треба многу човек да биде искусен. Секаде онаму каде што се готви храна, каде што имаме оган, онаму каде што има електрични инсталации, а денес електрични инсталации има секаде. Буквално секаде. Секаде каде што има горлив материјал, особено еве ја користам и ова ваша емисија да упатам повик до сите собственици, но и до сите граѓани, како што реков, верувам во граѓаните, да погледнат нагоре што има над нивните глави. Видовме дека оваа изолациона материја, дали стаклена волна или овие специјални материи кои што служат за изолација, кои што имаат некој од нив изглед на гајби за јајца и така натака, се лесно горливи, но дел од нив содржат смртоносна чад, која што во суштина ги уби сите овие млади луѓе во Кочани, затоа што безмалку сите загинаа од вдишувањето на чад, без разлика дали имали изгореници или немале изгореници. Така што самите собственици треба на прво место да ја научат лекцијата, но и граѓаните. Затоа и апелирам граѓаните, доколку забележат места кои што делуваат сомнително од аспект на појава од пожар, да пријават на бројот 112, понатака институциите ќе си ги преземат своите надлежности, но да укажам дека дирекцијата во овој момент има 13 инспектори вкупно на територијата на државата. Со 13 инспектори ние не можеме да инспектираме ни парче, ни сегмент, ни дел од она што во суштина треба да се инспектира, бидејќи кога би имале еден нормален процес во државата, кога самите собственици би биле посовесни, кога би се почитувале законите тогаш кога се градени објектите и кога се добивале согласности за отварање на вакви простори, односно места каде што се собират повеќе луѓе, значи не сакам да кажам угостителски објекти, бидејќи во една спортска сала може да се случи трагедија, може да настане паника, пожарот воопшто не е голем, на излегување да се направи стампедо и да загинат луѓе. Значи треба сите да бидеме внимателни, кога би се почитувале законите, кога собствениците самите би ги почитувале законите, не мора лично собствениците, сите тие ангажираат, се разбира, стручни лица кои што изготвуваат соодветни противпожарни елаборати или елаборати за заштита и спасување, кога секој објект би имал резервни излези, во зависност од бројот на луѓето и повеќе резервни излези, а тоа е возможно да се случи, тогаш и при појава, при случување на ваква трагедија, каде што шансите да речем се минимални, никој не очекуваше дека може вакво нешто да се случи, но и поплавата во Стајковци никој не очекуваше, загинаа луѓе, затоа што несреќите се случуваат тогаш кога најмалку ги очекуваме, а ова постојано го зборувам 5 години. Еве ваша лична проценка, дали сосвестивме и како собственици и како народ со оглед на тоа дека после трагедијата беа испроведени малку поинтензивни, како му доаѓа тоа, беа проверени контроли низ ноќни клубови, низ дискотеки, низ државата и нормално наидовме на резултати кои тогаш се открија практично некои недоследности во нивното резултати кои што беа погубни за нас како општество, излезе дека најголем дел од дискотеките и другите угостителски објекти не ги почитуваат основните законските и подзаконските норми, но секако бидејќи и со овие 13 инспектори работат дење ноќе,
Дел од инспекциите ги правиме сами како дирекција, дел сме поддршка на Министерството, односно се работат акцијски контроли во кои што одреден субјект се проверува од различни аспекти, при што нашиот аспект како дирекција, таа противпожарна заштита или генерално заштитата и спасувањето, елаборатите, дали има и резервни излези, дали тие уредно се означени. Сметам дека лекцијата сепак е научена и дека почнувајќи од издавањето на тие урбанистички согласности за отварање, да кажем, на угостителски објекти или друг тип на објекти каде што се соберат луѓе, има многу построги критериуми, сега и оние кои што ги издават и ние издаваме во нашиот дел вакви согласности за пренамена одреден објект, за доградба и изградба на објекти. Во делот на противпожарната заштита до секој објект треба да има простор да може да дојде противпожарно возило, треба да има резервни излези во не дај Боже ситуација, во наводници, не дај Боже. Така што сметам дека многу работи се подобрени, но треба уште многу да се работи. Дали вие со пожарникарите, со спасувачките служби, можеби разговаравте за, со оглед на учената лекција, за планови во вакви не дај Боже ситуации, дали можеби начинот на справување со истите, дали го надополнивте во делот протоколите, дали можеби разговаравте за тоа дека е потребна поинаква опрема, дополнување во опремата. Постојано некако ми доаѓа прашањето, постојано некако тој момент се запоставува дека пожарникарите постојано кажуваат дека им треба нова опрема, дека им требаат чевли, им треба облека, а пак се првите луѓе кои што ни се потребни во не дај Боже ситуација, веќе го земеме пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. И целосно начинот на справување во делот на протоколите. Вие ги спочитувавте сите протоколи, во самиот почеток на разговорот го кажавте истото. Но дали нешто можеби ќе промените во иднина? Дали зборувавте за проширување на протоколите, да биде поинаков начинот во справување? Јас сметам дека од противпожарен аспект пожарот беше брзо изгаснат, значи брзо во наводници, затоа што тоа брзо уби многу луѓе. Но се работи за пожар кој што можевме да го видиме на повеќе видеа, кој што се ширеше со голема брзина, каде што за жал на почетокот присутните внатре, дел од нив починати сега, нека е вечна славата, дел настрадани, дел успеа да се извлечат со помалку последици, но еден помал дел. Сите можеа да го видат огнот, но на почетокот него сватија сериозно, бидејќи делуваше како дел од сценските ефекти. Дали можеби граѓаните, најмладите биле, за жал толку млади луѓе таму, граѓаните можеби не се едуцирани за вакви Ова е една посебна тема која што бара поголема елаборација, но веќе во јавноста на големо се зборува за враќање на предметот, ајде да го кажам, во периодот кога јас учев средна школа, одбрана и заштита или цивилна заштита, и како и да се вика тој предмет во кој што младите луѓе во текот на образованието во средното школа, може да биде и во основно, може да биде и во неколку години, ќе се едуцираат за овие основни работи, бидејќи факт е дека ние како општество имаме голем проблем со пожарите, особено во текот на летниот период, значи за да се појави пожар треба некој да го предизвика. Кога луѓето би имале поголема свесност како настануваат пожарите, тие би биле многу повнимателни, помалку би предизвикувале пожари, но и доколку забележат би постапиле поинаку. Некојаш пожар е доволно да се изгасни со кофа вода, но во делот на протоколите за пожарникарите би ве упатил да повикате некој од нашите храбри пожарникари. Јас себе ви давам идеја, повикајте ги храбрите кочански пожарникари, кои што направија подвиг, кои што самите влегуваа во објектот, изложувајќи се при тоа самите на ризик. Викнете ги доброволците, доброволното противпожарно друштво од Кочани, кое што веќе има респектабилна сила, иако е доброволно друштво, има повеќе возила противпожарни, има солиден број на членови, има добра обука, имав можност да присуствувам на еден надпревар кој што беше организиран од нивна страна, на кој што се покажуваше вештината на пожарникарите. Пожарникарите се такмичаа меѓу себе, така што околу протоколите конкретно противпожарни, сепак, иако ние како дирекција ги имаме на еден начин противпожарните единици во склоп на дирекцијата, но сепак тоа е специфична работа. Јас не сум пожарникар и не сакам да земам нити нивни заслуги оному каде што покажале нешто квалитетно, нити да кажувам како да работат. Добро, дирекцијата за заштита и спасување се разбира е главниот координатор.
Така што во тој контекст ве прашав. Да, само ако дозволете, се согласувам со вас токму така, но се додека не облечете униформа и онаа тешката заштитна униформа, не ставите шлем на глава, боца на грб и не влезете внатре во оганот, се изгледа полесно. И јас како директор имам гасено пожари, но би рекол пред се пожари на отворен простор, релативно поедноставни понекогаш, но ова лето јас неколку пати самиот ќе загинев. Но влегувањето во објект, што целиот е во пламен, каде што не се диши, каде што има голема концентрација на чад и отров во чадот, каде што температурата некогаш е стотици степени Целзиусови, која што пече, пржи, е едно искуство кое што јас го немам, јас исклучително ги почитувам пожарникарите, затоа и ви упатувам, би било добро и за вас како медиум, иако вие се разбира досега повеќе пати имате повикано збором конкретно за оваа тема, бидејќи треба на овие луѓе да и се одаде признание. Да, и тоа како треба да им се одаде заслуга и признание, и затоа и посебно и прашав за нив во делот на тоа дека и нивните потреби треба да бидат задоволени во делот на опремата и така натаму. 13 инспектори на терен, велите. Тоа е многу малку за целата држава, за цела територија. Еден од предизвиците со кои што се соочува Дирекцијата за заштита и спасување. Ако ве прашам сега кој е најголемиот предизвик со кој што се соочувате вие како Дирекција за заштита и спасување, а сте нашиот спас за општеството, ќе може ли да издвоите еден? Дали ќе биде тоа само инспекторите или... Дирекцијата генерално работи многу сензитивни работи, за кои што во јавности не е многу запозната. Впрочем, и јавноста ја препознала дирекцијата по гасење на пожари, па и мојата перцепција беше дека фокусот ќе го ставам на делот на гасење на пожари, но излезе дека, како што рековте, 13 инспектори е премалку. Затоа ние поднесовме барање да ни се издаде финансиска согласност за вработување на нови инспектори. Од Министерство за финансии бевме одбиени. Во суштина буџетот ни е катастрофален, бидејќи и го задржавме нивото од минатата година, но знаете дека е во процес спојување на двете институции, на ЦУК и на ДЗС, и сите очекувања беа дека со формирањето на новата институција таму ќе бидат надминети сите овие слабости и таа финансиски би била појакна. Дека капацитетите ќе зајакнат. Но тој процес се развлече од објективни причини. Јас очекувам дека ова лето нема да успееме да го заокружиме. Во владата е формиран тим, работна група, предводена од вице-премиерот Љупчо Димовски, која што интензивно работи на прочистување на работната верзија на новиот закон, бидејќи веќе изработен нов закон за условно кажано управување со кризи, заштита и спасување. Очекувам после летото тој да биде во некоја завршна фаза, можеби до нова година и да биде донесен, но откако сватив дека овој процес ќе се завлечка, ќе се развлече од објективни причини. А со оглед на тоа дека летото и тоа како е предизвик? И покрај овие инспектори, за нас најголем предизвик се ер-тракторите. Во овој момент двата ер-трактори се на сервис, благовремено однесени на сервис, би рекол за прв пат вака рано однесени. Очекувам за месец време да бидат вратени во државата, иако немаме причина да форсираме, но направив така што едниот ер-трактор е овде сервисиран со дозвола за летање. Така што за не дај Боже ситуација ние имаме еден ер-трактор кој што уште од сега и во текот на летото можеме да сметаме на него, така што направив, би рекол, еден потек со кој што нема да ги носиме сите 3 ер-трактори во исто време на регистрација, да имаме период кога немаме ниту еден ер-трактор. Сега постојано ќе имаме најмалку еден, ќе се обидам така трите ер-трактори да ги носиме во различен период, за да и во случај ако еден е на сервис, два се овде функционални. Проблемот со пилотите го надминав, би рекол, за сега доста успешно, бидејќи дирекцијата затекнав со еден пилот, моментално имаме 5 пилоти. Двајцата пилоти се во Шпанија на обука, Шпанија и Португалија во овој момент, очекувам да се вратат за 10 дена со положени испити за пилоти на ер-трактори. Едниот е поранешниот полковник во пензија малезански Роберт, кој што зборов со него, го убедив да ја прекине неговата удобна воена пензија и да дојде да помогне да го билдаме заедно тимот во ДЗС, особено авиооделението. Вториот е Горан, на презимето сега не можам да се сетам точно, но тој беше избркан кога дојдов во дирекцијата. Против него имаше неоправдан судски спор. Истиот го вратив на работа, ги прекинав тужбената постапка. Тој е на обука и очекувам и тој да се врати како пилот.
благодарност и до двајцата пензионирани пилоти, кои што и ова лето, уште минатото лето со они склучив договор со кој што го офатив и летото пред нас, така што сега имаме 3 функционални пилоти, а по враќањето на двајцата пилоти на обука, очекувам дека успешно ќе положат тестовите, ќе имаме 5. Господин Ангелов, еве малку пошироко од како дирекција за заштита и спасување, еве генерално како систем на државата. Дали сме подготвени да реагираме во малку посериозни кризни ситуации? Зависи од типот на сериозноста и од типот на ситуацијата, бидејќи знаете, кога зборуваме ние за кризни ситуации, кај граѓаните на прво место некако асоциацијата е на пожари или поплави, но кај нас поплавите се со мал интензитет. Тие се непријатни, прават голема штета на граѓаните, но никој не загинал, со исклучок рековме на Стајковци, каде што имаше така наречени 100-годишни дождови. Тоа се случува еднаш условно на 100 години, но ретко се случуваат такви кризни состојби. Но ние секојдневно живееме на трусно подрачје. В Скопје 63-та беше разурната од земјотрес. Во дирекцијата има неколку тима за извлекување од урнатини, кои што се во добро состојба. Еве за тоа ќе и пофалам и претходните директори, иако овде е најзаслужен е Ивица, раководител на оделение, кој што цело време работи на оваа проблематика, со неговата екипа беа на повеќе обуки и претходно, но и сега. Така што би рекол дека имаме одлични тимови за извлекување од урнатини, но во не дај Боже ситуација тие ни оддалеку не би биле доволни. Впрочем, една огромна Турција, кога имаше земјотрес, побара помош меѓу другото од Македонија, овие тимови на дирекцијата беа да помогнат во Турција, при што извлекоа еден куп загинати луѓе, но и спасија неколку затрупани лица. Дали е само тоа? Сега не знаеме што работи си дирекцијата. Во зависност од времето би спомнал уште еден момент. Па да, би сакале да споменете, затоа што не сме се во тек со тоа што работите, а реалност и институцијата која што треба да даде одговор на било каква кризна ситуација и граѓаните веруваат во вас. Една од најсериозните обврски кои што ги имаме како дирекција или предизвик, нели модерно да се вика предизвик, иако за мене е тежок проблем и висок ризик, е собирањето на неексплодирани убојни средства од секаде, на секаде каде што граѓаните или градежниците или било кој, можеби службите, полиција, армија ќе ги најдат. А ги имаме на територија? Па би рекол можеби милиони, не илјадници, затоа што за жал во минатото на територијата на Македонија се протегале линијата на фронтот, особено имаме од Првата светска војна. Вие алармиравте за време на пожарите. Почнувајќи од Охридското езеро, Галичица, каде што на секој поголем пожар се слушаат истрели, детонации од овие од порано останати убојни средства, движејќи се преку Кајмакчалан, па се до Дојран. И ние имаме секој лето проблем. Но има и друг проблем. Пред неколку недели, можеби 2 месеци, не ме држете за збор, во Велес имавме делумна детонација под земја на голема противавионска граната. Потоа истата беше отстранета од тимовите на ДЗС, но видете вака како делува мокно кога ќе кажам тимовите на дирекцијата за заштита и спасување. Ми го потикнувате следното прашање, тоа дали се само имаме двајца храбри Тоа сакав лика, да ве прашам, колку тимови имаме ние, колку луѓе останатите имаме? се заминати во пензија и за ова побарав согласно за вработување. Јас искрено се надевам дека Министерството за финансии со ребалансот ќе ни ги даде сите потребни финансиски средства да вработиме луѓе деминери или пиротехничари кои што ги собират ваквите неексплодирани убојни средства. При тоа да укажам дека и овие двајца се повозрастни, кога ќе заминат во пензија ќе останеме без луѓе. Но би сакал од аспект на јавност да кажам еден ризичен потек кој што го имавме пред Нова година. Додека седе во канцеларија, дојдоа кај мене пиротехничарите и ми известија дека една од гранатите која што била пронајдена на брегот, непосредно до водата на Преспанското езеро, најверојатно е хемиска. Потоа истата беше прегледана на специјален рентген и беше утврдено дека во неа има боев отров. Значи, ги немаш оние шрапнели кои што летат на сите страни, туку боев отров. И откривме дека една претходно имало во магазинот и уште една која што тогаш ја најдоа, дека имаме 2 гранати од Прва светска војна, мислам дека калибар 75 мм, кои што беа полни со боев отров, тешки околу 7 кг комплет целите гранати,
веднаш свикав група за процена на ризици и опасности, направивме специјален протокол, побарав силна поддршка од армијата и полицијата, дојдоа деминерите или бомбашите од МВР и од армијата, исто таму има изворедни професионалци кои што имат и, би рекол, многу богато искуство. И веќе наредниот ден, рано наутро, овие две гранати беа изнесени, однесени на Криволак и заедно со останатото кое што во претходниот период било собрано експлозивни средства, беа уништени на Криволак со огромна количина на експлозив, со можеби повеќе од 120 кила тротил, бидејќи бара поголема количина на експлозив уништувањето на вакви хемиски гранати. Но пред неколку дена во магацин на ДЗС, бидејќи дадов наредба се прегледат сите магацини, една од вработените ни пријави 75 килска бомба. Предпоставам авионска бомба, што за мене е абсурд. Но не знам што попрво да завршам во оваа дирекција, дадов и наредба да ги прегледат сите магацини, бидејќи на некои места има магацини кои што се надвор од населени места, кои што се едноставно оставени на забот на времето. Направивме еден попис, сега се обидувам да направам порелевантен попис, бидејќи, знаете, и при правењето на пописи некојаш се припишуваат податоците од претходните години, но како дирекција се соочуваме со овакви проблеми. Во Криволак уништивме и 100 килска авиобомба. Значи се наоѓаат бомби од 100 кила. Но еден повик до граѓаните околу Преспанско езеро. Тоа сакав да ве прашам, со оглед на тоа дека и тоа како Преспанско езеро е место кое што се посетува не само за време на летниот период, туку и сега, во текот на целата година. Предпоставувам деца, семејства, дека овие гранати кои што потекнуваат од Првата светска војна беа целите рагјосани, но се познава по обликот кој тип се, дека таму се фрлени или од тогашните воени единици во водата. Или евентуално некој граѓанин кој што ги нашол во нива или на друго место, па ги качил во чамици и ги фрлил во вода. За жал, Преспанското езеро минатите години, децении се повлекува. Местото каде што тие биле фрлени тогаш, може би било длабоко 2, 3, 5 метра. Но сега тоа место, ова лето, таму се повлече водата, местото се исуши и уште поголемата опасност, поради која што апелирам до граѓаните кои што се движат покрај брегот на Преспанското езеро, ние ќе го лоцираме точно местото, сега го мапираме, бидејќи веднаш потоа дадов наредба да отидат со специјални уреди да го прегледат тој целиот простор, целиот потек и не беа најдени други гранати. Но знаете дека минатото лето, верувам дека ќе се сетите двајцата, дека имаше повеќе пожари на трски кои што ги загрозија дури околните села. Се поставува прашање што доколку местото каде што била фрлена ваква граната со боев отров, водата е повлечена, израснале трски, доаѓа до пожар. И апелирам до оние кои што ги палат трските да не го прават тоа, бидејќи штетата може да биде страшна, односно може да се случи многу поголема трагедија од она што се случи во Кочани, бидејќи стотици метри е убиственото дејство на овие боеви отрови. Јас би рекол дека во круг зависи од ветрот, од дружата на ветрови како се движи, бидејќи знаете нели летно време како ние зборуваме постојано менување на правецот на ветрот. Ако се појави пожар, доаѓа до она менување на правецот, микроменување, зборам ниско над земја, но тие отровни облаци кои што убиват се живо и диво, бидејќи убиват се што диши, може да убијат стотици метри, па убиственото дејство во насока на ветрот е и до 1000 метри. А понатаму може да предизвикат парализа на многу повеќе луѓе. Не сакам да направам паника кај граѓаните, но подобро е малку поголема, би рекол, внимателност, предпазливост, отколку да не ни се случи ваква трагедија. Сакам да го заокружиме разговорот. Повикувате неколку пати на одговорност од страна на граѓаните. Свесни сме дека наназад имаме ситуации во кои што од незнаење, невнимание се случуваат несакани несреќи. Пожарите конкретно ќе ги земам како пример. Да, имаме и намерно палење на подметнување на пожари, но додека повикуваме на внимание на граѓаните, како може институцијата да делува на терен, со оглед на тоа дека апелирате и кажувате дека имате недостаток од кадар, од обучен кадар. Што може да направи институцијата на терен во меѓувреме? И да укажам уште еден момент,
откако Министерството за финансии ќе ни дозволи да вработиме соодветен број на луѓе онаму каде што ни недостасуваат. Потоа треба да се распишат огласи кои што траат по неколку месеци. Откако луѓето ќе бидат примени на работа, треба да завршат обука, треба да стекнат одредено искуство, така што процесот А до тогаш? Процесот на создавање на еден деминер или бомбаш, така ги нарекуваат некаде, пиротехничар, трае 2 години. А до тогаш? До тогаш овие двајца и посакувам се најдобро, знаете, се молам за Да ни се нивното живи и здравје, здрави. да бидат живи и здрави, бидејќи ако некој од нив е од X причини не може да оди на работа, ние ќе имаме голем проблем. Односно, ние како држава пак ќе најдеме решение, но тогаш ќе треба да помага армијата и полицијата, бидејќи сепак имаме кадри во неколку институции. Но верувате дека како институција денес дирекцијата е, би рекол, ставена во полн погон со оние капацитети кои што ги имаме. Би го кажал примерот како со едно кола. Ако ви имате моќен џип кој што може да оди по нерамен терен и може да оди 200 на час, а возачот го вози 100. Јас сега можеби џипот е разнишан, но оди заедно со вработените, со поддршка силна на вработените, бидејќи успеав да ги мотивирам, зашто посебно сум и благодарен на сите вработени, особено тимот кој што е во дирекцијата, со кој што работам секој ден. Луѓето даваат максимум, веќе не гледаме ни на работно време, работат и надвор од работно време. Едно од вработените моментално е на одмор, но со лаптопот, кој што мислам дека го покрива работното место, бидејќи е незаменлива. Ваква беше состојбата за жал и во ЦУК, и овде во дирекцијата имаме одреден број на луѓе кои што се едноставно незаменливи и кои што благодарение на нивната пожртвуваност, извинувам, институциите функционираат, бидејќи тие работат и тогаш кога не се на работа. Нека ни се живи и здрави само. Зашто сум посебно благодарен. Да, благодарам за разговорот, благодарам што бевте денеска гостин во Македонија на утро.